Денес сме во просториите на Сдруженијето Порака од нашиот град, кој што во овие простории 3-4 години веќе се работува со децата со интелектуална попреченост или со посебни потреби, а цели 48 години се како агенција од Централното Сдружение Порака, која што работи во нашиот град. Денес сме дојдени во својство да ги подобриме условите за работа на овие деца, кои што се над 18 години, со интелектуална попреченост. Правиме двојна услуга. Првим за овие деца сакаме да ги подобриме условите со проширувањето на уште две простории, досега има тие две простории за работа, доделивме уште две простории како локална самоуправа, а уште повеќе за родителите, што му ја олестивме работата, затоа што без нивната соработка мислам дека нема напредок на овие деца. Тие работат макотрпно, несебично и цело време се со овие деца, се тие соживеани со сите други останати деца кои што се, како што кажав, на 18 години и мораме да најдеме начин да се вклучиме во инклузивниот дел од социјалната сфера на општеството во нашата држава. Ова денешна наша посета ќе биде како поттик на сите останати здруженија да се подвргнат на она што го прави Порака како здружение и сите останати здруженија да се огледаат на нивната работа, затоа што тие најголем дел од родителите работат како волонтери. Од оваа причина сакам да додадам дека во тек е проектот преку UNDP, каде што ќе имаме можност да додадеме и стручен кадар кој што ќе им помага на овие дечиња, а исто така на родителите кои што ќе значат нешто и мораме овие деца да ги вклучиме и родителите се разбира да ги вклучиме во целокупниот дел на општественото живење во нашата држава. Сакам да кажам дека како градоначелник сум директно фокусиран на оваа група на луѓе, на деца посебно, како што знаете, во тек е постапката за реализација на Центарот за децата со церебрална парализа. Тоа е во фокусот во текот на оваа година, како што видите на граѓаните за време на предизборната кампања. Тоа ќе го реализираме. Од наредните 3 месеци мислам дека тоа ќе биде реализиран тој центар, што мислам дека тие деца со церебрална парализа се како со највисок степен на потреба за да биде отворен таков центар. Следен кој што се правиме со овие деца со посебни потреби. Мислам дека тоа е во иднина, се надевам дека наредната година тој центар ќе го направиме, нека не биде ова кажано паушално. Мислам дека тогаш ќе се создадат услови да почнеме со реализација на правење на овој центар со децата со интелектуална попреченост. Сакам да го поздравам ова денешно излагање на градоначалникот Илија Јовановски на локалната самоуправа и сметам дека имаме постигнато голем напредок за лицата со интелектуална попреченост. Значи, ако зборуваме некаде пред 20 години, значи ова беше поим дека може да имаме социјални клубови, дека може да имаме дневни центри, дека може да имаме мали групни домови, тоа беше само поим, ние разговаравме, тоа реализација немавме. Со помош на локалната, со помош на министерствата ние одиме многу далеку со потпишувањето на Женевската конвенција, значи полека работите се реализира и мислам дека овие лица го заслужува нештото и дека не е завршен животот нивни после 18 години, дека треба да продолжи, треба да се грижиме ние за нив и тие треба да ги уживаат истите права што ги уживаме ние луѓето. Ние од Прилеп, значи, сме борци и тргнуваме први да помогнеме на овие лица и сметам дека ова ќе биде добар поттик за останатите градови во Република Македонија како треба да се помага на лица со интелектуална попреченост и на сите останати други попречености. Моментално се соочуваме со проблеми. Значи секојдневното останување дома за нашите деца над 18 години да кажеме вистина проблем. Ние сме родители кои работиме за да сработиме за нашето семејство, исто така сум самохран родител на 2 деца. И тоа останување за неја за дома е поголем проблем него досеја што се социализирала, се затвора само во себе. Идењето на моето дете во клубов постигна поголем напредок. Во овие 3,5 години сум премногу благодарна на клубот и се уште и на председателот Раде Алјаковски заедно со сите родители како представник од родителите што тие активности многу допринеле за моето дете малку да се
социализира повеќе него во сопствениот дом. Таа самотија е вистина голем проблем за незе. Би сакала да прерасне во дневен центар каде нашите деца би можеле секојдневно да се дружат, да работат, да имаат некои активности и со тоа би помогнало, мислам, многу повеќе и на родителите. А и нив како група кои не знаат што понатаму после тие 18-26 години и така натаму. Со две стручни лица сигурно што би помогнале на оваа група сега што ги имаме, а има и многу повеќе деца што би се вклучиле во тој дневен центар.